Оваа година по конкурс во Средното општинско училиште Орде Чопила ќе се запишат 9 паралелки, од кои 4 дуални, и тоа прехранбен техничар, пекар, техничар по фитомедицина и агротехничар. Оние ученици кои што ќе се запишат во овие дуални паралелки ќе добиваат стипендија во месечен износ од 3500 денари, 9 месеци во годината, но ние обезбедуваме стипендија и за сите останати ученици кои ќе се запишат во останатите паралелки од сектор земјоделство, рибарство и ветеринарство, односно техничар по ветеринарна медицина, и сектор градежништво и геодезија, односно геодетски техничар и архитектонски техничар. Оваа година пријавувањето и запишувањето на учениците ќе се врши во еден уписен рок со 2 пријавувања, и тоа од 20 до 25 јуни прво пријавување, а второ пријавување 1 и 2 јули. За оние ученици кои доаѓаат надвор од општина Прилеп, им е обезбедено бесплатно сместување во ученичкиот дом Орде Чопила, со кој нашето училиште има безпрекорна соработка. Овде се работи за струка која е доста барана и покажа голем интерес кај 9 оделенците во изминативе неколку години, но и струка која понатаму нуди брза можност за вработување. Планирани се 34 ученици, бараме 60 поени, што значи дека учениците треба да имаат минимум многу добар или одличен успех. По завршувањето, значи учениците може да се вработат во некој од оптиките како техничари за очна оптика, да се запишат на некој од факултетите, значи како оптометристи или медицинскиот факултет секако, бидејќи има добра основа за медицина од тука. Значи, после завршувањето учениците може да отворат и свој собствен бизнис, односно оптика во нашиот град, бидејќи клиенти и пациенти секогаш имаме за таа работа, бидејќи живееме во модерно време. И оваа струка нуди можности за да се коригира целиот проблем со видот во денешно време. Учам во профилот техничар за очна оптика, условите кои ги нуди нашето училиште за изведување на теоретска, особено на практична настава, доведоа до мотив да се запишам јас тука, но исто така морам да го спомнам тука и тимот на обучени и стручни професори кои ни нудат достапни знаења и обуки. Професорите се едни од најзалаганите за нашите предмети, за нашата обука во сето тоа. Се учи нормално за окото, за видот, за наочарите, кога имаме и пракса, за брусење и други работи. Можеме да одиме на факултети и на други образовни средства, но можеме да се ангажираме со други настани и работи. Ветеринарната медицина е една благородна професија која што се грижи за здравјето на животните, значи нашите ученици уште од прва година, а и понатаму преку практичната настава имаат можност практично да се способуваат како да прегледуваат животни, како правилно да пристапуваат, да дадат соодветна терапија, значи и понатаму како техничари по ветеринарна медицина да можат да работат во ветеринарните амбуланти, каде што изведуваме там практичната настава. Во нашето училиште има исто ветеринарна амбуланта и мини фарма, каде што учениците преку прегледите животните и давањето на соодветната терапија ги успособуваме како стручни ветеринари да помагаат и асистираат при различни оперативни зафати. Понатаму можат секако да го продолжат своето повисоко образование на ветеринарните факултети. Значи станува збор за профил за кој што се потребни 45 поени, може да се запишат 34 ученици. На првиот уписен рок се собираат поените од 600, оценките се собираат од 600 до 9 одделенија, тука е и поведението, тука е и предметите кои што се значени за струката, односно биологија и хемија. Доколку значи на првиот уписен рок не успеат да се запишат, имаат можност на вториот уписен рок на 1 и 2 јули да со намалување на поените да влезат во овој профил. Се запишав на профилот по техничар за медицина, затоа што сакам да помагам на животните за здравјето и во иднина би сакала да се запишам на ветеринарниот факултет. Имаме ветеринарна амбуланта, таму имаме назад и како ги чуваме животните фарма и имаме да прегледуваме животни. Условите се добри, имаме добра пракса, имаме долго добри професори кои ни овозможуваат реална пракса и практична настава. Изучуваме инструменти, како правилно аплицираме лекови кои најмногу внимаваме на воздухот во шприцот кој може да му штети на животното. Имаме можност да присуствуваме на операции, да бидеме асистенти.
Исто така внимаваме на здравието на животните, се грижиме за нив. Треба да има многу големо срце и треба да ги сакаат животните, да бидат спремни на се апсолутно, да бидат спремни да го спасат животното, да знаеме да даеме добра терапија, соодветна, пристапот кон животното и помалку стресната ситуација за истото животно. Нудиме два профили, техничар за животна средина и хемиско-лабораториски техничар. Училиштето, како училиште, располага со кадар, со материјал и со лаборатории во кои се изведува практичната настава. Нашата струка е во профилот хемија и технологија, како што кажа претходно професорката, што спаѓаат неколку други струки. Наставата се одвива теоретски во училници, како што и се одвива во лабораториите. Сега имаме нови лаборатории, добро опремени, а во лето имаме исто така и феријална практика, тоест работа, учење преку работа во други компании или установи. Професорите се вложуваат на максивен левел, мислам дека, бидејќи пробуваат да ни објаснат поубаво, значи опширно, ако не знаеме ни објаснуваат, затоа и учење преку работа имаме во лабораторија. За проектите, што току се вратив од проект во Полска преку EcoLogic, поврзано околу животната средина. Мислам дека сме единственото училиште кое има проекти цела година околу со различни невладини организации. Ние сме медицински лабораториско-санитарни техничари. Тоа е струка која што е 4 години, значи 4 годишно образование, која што се состои од практичен дел и од теоретски дел. Теоретскиот дел се одвива во нашето училиште, а додека практичниот дел се одвива, имаме феријална пракса и вежби кои што се одвиваат во нашата лабораторија, која што е современо исполнета, полна е со секакви апарати. Практичниот дел исто така имаме феријална пракса, каде што 20 дена во летото одиме во разни здравствени установи, како што се здравствениот дом, трансфузија, болница, заводот и многу други. Исто така во трета година, ние сме сега трета и ние имаме еден ден во неделата каде што ги посетуваме истите здравствени установи, а исто така имаме вежби во нашата лабораторија. Не само што ги посетуваме, веќе работиме како како дел од нив, од здравствениот кадар. Земаме крв, испитуваме, проверуваме и слично. Имаме добра комуникација со пациентите. Тие се задоволни од нас, ние сме задоволни од нив. Мислам дека е интересно да се проба нешто вакво. Овде ние го представуваме секторот градежништво и геодезија. Во овој сектор имаме два профили, геодетски техничар и архитектонски техничар. Станува збор за профили кои што се основа на модерниот начин на живење, односно се она што е изградено или треба да се гради мора да биде претходно подготвено од областа на геодезијата и од областа на архитектурата. Најмногу ни е застапена практичната настава, учениците одат на пракса во геодетски компании, архитектонски бироа, градежни компании, катастарот и се спремаат за идни геодетски техничари. Впрочем, тие се и нивните идни работни места. Исто така можат да работат и онлайн, бидејќи ние изучуваме голем број на компјутерски програми. Бидејќи станува збор за дефицитарни професии, Министерството за образование ни доделува стипендии по 3500 денари 9 месеци во годината. Јас се запишав во овој профил бидејќи мене ми привлекуваат геодетските инструменти и компјутерските програми кои што се користат при изградба на патишта, објекти, брани и за многу други различни објекти. Исто така ние одиме и на пракса во градежни компании, во геодетски и најчесто во катастарот. Јас запишам овде бидејќи ме интересира мене техничкото цртање, компјутерските вештини кои ги употребуваме, практичната настава, исто така се црта. Ова е штандот на прехранбената струка од секторот хемија и технологија,
каде што има можности учениците да се запишат со 4-годишно траење на образование, прехранбен техничар, и со 3-годишно траење на образование, пекар и месопреработувач. Има услови во училиштето, се реализира и теоретска настава, меѓутоа знаењата учениците кои што ги стекнуваат преку теоретските часови ги применуваат во практичната настава, која што дел се реализира во нашата училишна пекара Детелинка, се реализира во 4 училишни лаборатории, меѓутоа се реализира и во објектите од прехранбената индустрија. Дуална паралелка, тоа значи дека има зголемен број на часови за теоретска настава и учениците имаат можност да земаат стипендија. По 34 ученици во паралелка се запишуваат, кај дуалната паралелка е нешто помал бројот и тие уште од прва година се склучуваат договори со фирмите, посетуваат практична настава, исто така и во текот на летниот период одат на феријална пракса во фирмите од прехранбената индустрија. Значи се стекнуваат со основа за да можат по завршувањето на образованието директно да се вклучат во работните процеси на организациите, може да го продолжат образованието на високообразованите институции или да започнуваат собствен бизнис, бидејќи тоа се занаети кои што се бараат и кај нас, па и во странство. Нашето училиште нуди извонредни услови за реализирање на теоретска и практична настава. Овие пекарски производи ние ги реализираме преку практична настава во нашата реална училишна компанија Детелинка. Имаме 2 пати неделно училишна пракса. Преку лето имаме 15 или 10 дена од пракса. Земаме стипендија. Учениците кои сега треба да се запишат, треба да размислат секако тие и нивните родители и да се соочат со фактот дека додека постои човештвото секогаш му е потребна храна. Токму на нашите насоки, агротехничари и техничари за фитомедицина, учениците ќе научат како да произведат храна, за да можат да бидат самостојни, да произведат храна за нивните семејства, но и многу пошироко, да можат да развијат собствени бизниси и доколку веќе нивните семејства се занимаваат со производство, да се унапредат со стекнатото знаење во нашето училиште, да бидат уште поуспешни во нивните семејни бизниси. Прво, во нашето училиште, освен теоретскиот дел, имаат и практична настава и училиштето располага со многу можности за изведување на практична настава, стакленик, пластеник, површини на отворено, соработка со реални компании каде што се изведува пракса, како земјоделски аптеки, Институтот за тутун, винарски визби. Исто така учат и за механизацијата и добро е што нашите паралелки се дуални, значи сите ученици добиваат по 3.500 денари месечно, што секако им го олеснува средношколскиот живот. Понатаму, доколку одлучат да студираат, пред се од нашите насоки можат да се запишат на земјоделските факултети и на биотехнолошки науки и така натаму. Овде е многу добро да се учи, затоа што покрај практичниот дел и теоријата, сето го совладуваме, работиме, значи многу со професорите, учествуваме на секакви надпревари. Сега последно учествуваме на државниот тракторски надпревар, каде јас освоив второ место на државно ниво за заштита на растенијата и овошките.